Почитувани гледачи, започнуваме со урбаните вести. Добре дојдовте во нив. Најнапред да го погледнеме кусиот преглед на денот. Велимир Смилевски официјално на градоначалничкото место на општина Бутел. Одбележан роденденот на општина Центар. Новинарите на кафе со градоначалникот на општина Карпош. Богдановиќ најави дека посебна комисија ќе го проверува Скопје 2014. Одбележан 41-виот роден ден на општина Газибаба. Повик за иновации за намалување на загадувањето на воздухот. Денеска во општина Бутел се изврши примопредавање на функцијата градоначалник на општината меѓу досегашниот градоначалник Петре Латиновски и новиот градоначалник Велимир Смилевски од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој од денеска официјално ја презема оваа функција. Тој најави дека прво ќе започне со чистење на општината, па потоа со сите други проекти кои ги ветиле во кампањата. Новиот градоначалник на општина Бутел, Велимир Смилевски, од денеска официјално застана на чело на општината. Тој функцијата е презета од досегашниот градоначалник Петре Латиновски, кој 12 години ја водеше оваа општина. Латиновски на новиот градоначалник му посака успех во работата и завршување на проектите кои досега не се завршени и потенцираше дека тој кога ја преземал оваа функција немал ниту канцеларија, за разлика од сега што на новиот градоначалник му остава поволни услови за работа. Денеска навистина ми представува големо задоволство. Меѓутоа, едно мало подсетување, кога јас пред 12 години доаѓав, навистина немаше ниту кој да ме пречека, ниту да извршим примопредавање, бидејќи тогаш се формираше новата општина Бутел. Немав ниту канцеларија каде да седнам и денеска имам убава прилика и можност да пред се му честитам на новиот градоначалник, господинот Велимир Смилевски, избран на локалните избори 2017 година, да му посакам многу здравје, и се надевам да продолжи онамо каде што ние не успеаме се да завршиме, што е и нормално. Општината Бутел меѓу поретките општини ќе биде, иако е нова општина, иако финансиски можеби не сме имале некои преголеми капацитети, меѓутоа мислам дека е една од општините во Македонија со која што јас можам да се пофалам, а воедно и да му предадам незадолжена општина која што мислам дека во иднина ја очекуваат добри перспективи. Јас се надевам дека господинот Смилевски во интерес на граѓаните ќе продолжи со нови дела кои што ќе им служат на сите граѓани на општина Бутел. Новоизбраниот градоначалник Велимир Смилевски истакна дека првата работа со која ќе започне е чистење на општината, а потоа уличното осветлување и сите останати проекти кои се ветени во предизборната кампања. Добрите работи ќе ги продолжиме да ги правиме. Новите наши идеи и потреби во наредниот период ќе ги оствариме. Сите оние потреби кои што ги имаме во изминатиот период регистрирани ќе пробаме на побрз начин да ги решиме и се надам дека општината ќе биде отворена општина каде што секој граѓанин ќе може да разговарат за проблемите, а на крајава и имаме обврска како општина да ги решаваме сите проблеми. Прва и основна работа ќе биде чистење, осветлување, потоа идеме поголемите проекти паралелно ќе ги правиме со канализација, водовод, паралелно ќе пробаме да го тераме и проектот кој што за нас е многу важен, поликлиника во општина Бутел, гасификација, воведување на парно-отелем енергетика. Има доста работи кои што со помош на владата сме сигурни дека ќе ги направиме. Исто така денеска во просториите на општина Бутел беа доделени и уверенијата на новите членови на Советот на општина Бутел, од кои по 8 советници имаат партиите СДСМ и ВМРО ДПМНЕ, и по еден советник имаат БЕСА, Алијанса на албанците и ДУИ. Изградба на паркиралишта, реонски базен, фитнес зони и изградба на голем парк на кејот на Вардар се само дел од ветените проекти во предизборната кампања на градоначалникот на општина Карпош Стефан Бокоев, на кои ќе им се даде приоритет за реализација. Ова денеска го истакна градоначалникот Богоев на неформална средба со новинарите.
По повод 41-иот роден ден на општина Карпош, денеска во кабинетот градоначалникот Стефан Богоев оствари средба со новинарите. Тој информираше за актуелната состојба во општината, за структурата на вработеност и за текнатите човечки ресурси, досегашните и идни приоритетни проекти кои новото раководство на локалната самоуправа ќе ги спроведе, како и за визијата за развој на општина Карпош во наредните 4 години. Богоев истакна дека приоритет за реализација на ветените проекти во предизборната кампања ќе се даде на изградба на паркинзи, изградба на реонски базени во некои од основните училишта, голем повеќенаменски парк на кеот на реката Вардар, фитнес зони и паркови за миленици, како и рестартирање на турнирот Сокол. Што се однесува на актуелното прашање за прекинување на работниот однос на дел од вработените. Богоев истакна дека на 42 лица договорот кој им истекол на 31 октомври не им бил продолжен, затоа што тоа биле лица кои што не доаѓале на работа, а земале плата, додека на 130 лица им бил продолжен договорот, а вкупниот број на вработени во општина Карпош изнесувал околу 400 лица. Градоначалникот на општина Карпош истакна дека општината ќе се урбанизира во оние делови каде што има простор, односно каде што не е населено или во понеразвиените делови, како што се касарната Илинден, делови од Бардовци, Злокуќани и Зајчев Рид, и потенцираше дека посебно внимание ќе се посвети на проблемот со загадувањето, кое координирано ќе се решава со градот Скопје и со Министерството за животна средина. За поголема безбедност на жителите од општина Карпош, општината започна со изградба на подпорен зид во должина од 45 метри, кој треба да го реши 65 годишниот проблем со надојдените атмосферски води и свлечишта, со кои се соочуваат жителите од населбата Козле. Општина Карпош продолжи со инфраструктурните активности во населбата Козле. Во таа насока денеска беше поставена првата асфалтна подлога на кракот од улицата Левченска во должина од 70 метри и широчина од 4 метри. Изведувач на градежните работи е фирмата Жикол, а локалната самоуправа за овој проект инвестираше околу 2 милиони и 800 илјади денари. Од општина Карпош информира дека општината се одлучила на овој чекор бидејќи со претходните урбанистички планови практично на неколку куќи им бил оневозможен пристапот и жителите не можеле со возило да влезат во своите сопствени парцели. Токму затоа новопроектираната улица треба да обезбеди директен пристап на граѓаните до своите домови. Во продолжение на коловозот, општина Карпош изгради и подпорен зид во должина од 45 метри, кој треба да го реши 65 годишниот проблем со надојдените атмосферски води и свлечишта, со кои се соочуваат жителите од овој реон. Целокупната инвестиција заедно со поставување на подпорниот зид и асфалтирањето на улицата ја чини општината над 4 милиони и 200 илјади денари. Од безбедносна причина пак локалната самоуправа го подигна овој подпорен зид кој оди длабоко дури до 6 метри во земјата. Од општината информира дека се работи за многу тежок пристапен терен со голема стрмнина и голема опасност врз куќите кои се наоѓаат во овој дел од општина Карпош. Решавање на проблемот со паркирањето, особено во Дебар Мало, и воведување на смирен сообраќај во делови на општина Центар, најави градоначалникот на општината Саша Богдановиќ денеска на одбележувањето на 41-иот роден ден на општина Центар. Општина Центар денеска го прослави 41-иот роден ден. Градоначалникот на општината, Саша Богдановиќ, во дворот на општинските бараки се дружеше со вработените, со жителите на Центар, со актуелните и поранишните советници, представниците на политичките партии и со медиумите. Честитајќи им годинот на општината, Богдановиќ посочи дека она што е ветено во кампањата веќе почнува да се реализира, а за 4 години на 45 годишниот јубилеј општината ќе биде поубава, посредена, така како што сакаат центарци. Во наредниот период, како што информираше Богдановиќ, општината ќе работи на ослободување на тротоарите и воведување на режим на смирен сообраќај, со цел овозможување на поголема безбедност на пешаците во сообраќајот. Денеска најавивме дека се тоа што ветивме во изборите, односно во изборната кампања, дека ќе го реализираме. Сите оние позитивни проекти кои што беа започнати во изминатиот период ќе ги продолжиме, но и сите оние проекти и ветувања кои што ги дадовме пред се до граѓаните за
нормално решавање со проблемите со сообраќајот, ослободување на тротоарите, до изградба на училиштето, изградба на нова детска градинка и така натака ќе бидат реализирани во нашиот 4-годишен мандат и да после 4 години роденденот кој што ќе го прославиме биде со една нова поубава слика за општина Центар. Градоначалникот ги повика граѓаните и вработените да работат заедно и отворено, за Центар да биде дом со кој сите ќе се гордеат. Градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ ги информираше граѓаните дека ќе биде формирана комисија која ќе го испита целосното работење на проектот Скопје 2014. Тој најави дека сите споменици што не се направени со соодветни одлуки и се незаконски ќе бидат отстранети. Градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ денеска најави дека ќе биде формирана комисија која ќе го опфати целокупното работење на проектот Скопје 2014. Богдановиќ рече дека процесот ќе започне од начинот на поставување на спомениците кој дава дозволи. За едни спомен обележја е надлежна општината, за едни град Скопје, а за други собранието на Република Македонија. За поголемите имаме сомневања дека не се направени согласно одредени одлуки, така да што се е направено незаконски ќе биде отстрането од наша страна, рече Богдановиќ. Градоначалникот ги повика граѓаните, вработените да работат заедно и отворено за да биде Центар дом со кој сите ќе се гордеат. Ние ќе формираме една комисија која што ќе го опфати целокупното работење на Скопје 2014 и тоа ќе го започне и од начинот на поставување кој дава дозволи, бидејќи за одредени работи се надлежна општината за спомен обележја, за едните град Скопје, за едните е собрание. За поголемите имаме сомневања дека не се направени согласно одредени одлуки, така да се што е незаконски поставено ќе биде отстрането од наша страна. Во општина Газибава денеска се одбележа 41-виот роден ден од формирањето на општината. Пред големиот број на присутни се обрати новиот градоначалник на општината Борис Георгиевски, кој ги најави и идните проекти за жителите на оваа општина. Со пригодна свеченост денеска општина Газибава го одбележа 41-виот роден ден од формирањето на општината. На свеченоста пред големиот број присутни се обрати и новиот градоначалник на општината Борис Георгиевски, кој ги најави идните проекти што ќе се реализираат до крајот на оваа година и проектите во следната година. Градоначалникот Георгиевски рече дека општина Газибава ќе биде отворена и услужна општина за сите нејзини жители. Општина Газибава ќе биде отворена услужна општина за сите граѓани во општина Газибава. Газибава е со 92 квадратни километра со многу предизвици во решавање на инфраструктурата. Новото основно училиште Вера Јоцичко што е започнато во текомната календарска година ќе биде пуштено во 2018 година. Значи сето тоа заедно со мојот тим вработените во администрацијата во општинската Газибава, значи планираме капиталните проекти да ги решаваме се во интерес на граѓаните, без разлика на населените места, зборам за руралното или за градското јадро. Градоначалникот Георгиевски најави дека во 2018 година ќе започне проектот за целосна гасификација на општината. Потоа со решавање на останатите инфраструктурни проекти со асфалтирање на локалните патишта во должина од 20 километри ќе биде пуштено новото училиште Вера Јоцич, изградбата на 3 нови градинки во Стајковци, Сингилич и Керамидница. Јавен повик од 2 предизвик денеска објави Фондот за иновации и технолошки развој, преку кој ќе финансира пилот иновативен производ со кој ќе може да се придонесе во намалување на загадувањето на воздухот. За повикот, што е отворен до 30 месецов, се одвоени 6 милиони денари. Фондот за иновации и технолошки развој денеска објави јавен повик од 2 предизвик, преку кој ќе финансира пилот иновативен производ, услуга, процес или методологија со кој ќе може да се придонесе во намалување на загадувањето на воздухот. Со повикот истовремено оваа институција почнува активности за поттикнување примена на иновации и во јавниот сектор за да го прошири пазарот на иноваторите. За повикот, што е отворен до 30 месецов, се одвоени 6 милиони денари. Треба да бидат доставени решенија од областите користење енергија на грејење, транспорт и мобилност и градежништво и урбални алтернативи. Може да аплицираат микро, мали и средни предпријатија со чие вклучување фондот сака да го прошири
прошири опфатот на корисници на средства за иновации и каде смета дека има неискористени потенцијали. Решенијата може да се однесуваат на промена на навиките и практиките за грејење, нови технологии за следење и предвидување на состојбата со проблемот, промена на сообраќајните навики, поттикнување на намалување користење автомобили. Кога финансираме технолошко решение, не подразбираме само филтер за воздух, туку и нова методологија за регулирање на сообраќајот во Скопје, Битола, Тетово, Штип. Едно од решенијата може да биде поттикнување изработка на зелени покриви, информираше директорот на Фондот за иновации и технолошкиот развој Јован Деспотовски. Фондот ќе финансира 90% од проектот, а останатите 10% ги покрива апликантот. Согласно буџетите кои ќе ги понудат апликаторите, ќе се одлучи дали ќе се финансира едно или повеќе решенија. Од вечерва започнува манифестацијата Есенски музички свечености. Отворањето е во Македонската опера и балет со реприза на гала оперскиот концерт и представа Кавалерија Рустикана. Дирекцијата за култура и уметност Скопје, која ја организира манифестацијата, најави 13 концерти до затворањето на 30 ноември. 18-тите есенски музички свечености вечерва ќе бидат отворени со реприза на гала оперскиот концерт и представа Кавалерија Рустикана, со кој операта ја почна новата сезона и го одбележа 70-тиот роден ден. Дирекцијата за култура и уметност Скопје, која ја организира манифестацијата, најави 13 концерти до затворањето на 30 ноември. Богата програма и странски изведувачи од Словачка, Унгарија, Турција, Словенија, Србија, Шведска, Холандија и Русија. Класичната музика останува основниот концепт на есенските музички свечености, но фестивалот ќе понуди и джез и фолклорни концерти. Ќе има соло рецитали и концерти на професионални ансамбли и институции, меѓу кои е и настапот на ансамблот Танец, кој е редовно на овој фестивал. И годинава ќе се афирмира македонското музичко творештво со јубилеен концерт, овој пат за 70 години од раѓањето и 10 години од смртта на професор Драгослав Ортаков. Манифестацијата ќе заврши на 30 ноември со концерт поема Екстаза на Македонската филхармонија. Вечерва во музеј на град Скопје ќе биде отворена изложбата со наслов За спомен и долгосеќавање. Изложбата се состои од стари фотографии со моменти од животот на скопјани во периодот помеѓу двете светски војни. Моменти од животот на скопјани преку оригинални фотографии од збирката на музеј на град Скопје ќе бидат прикажани на изложбата За спомен и долгосеќавање. Автори се Славица Христова, Татјана Ѓоргиевска и Оливера Џартовска-Тачевска. Изложбата сведочи за минатото и ги обновува сеќавањата. Најголемиот број на прикажани фотографии се од периодот помеѓу двете светски војни 1918 и 1941 година, а мал дел од фотографиите се од периодот по војната. Збирката на музејот на град Скопје содржи над 300 оригинални фотографии кои се собирани преку продавање или со откуп од приватни лица и колекционери. Изработени се во професионални фотографски ателјеа од Скопје, а дел од приватни фотоаматери. Некој од изложените фотографии се со нивната оригинална рамка, која ја следела тековната мода на опремување на фотографскиот производ. Од 14 ќе се одржува 10-тиот Скопје Постер фестивал, изложба која ги представува најдобрите дела од меѓународниот конкурс за студентски плакат. Организаторите најавуваат многу забава и работилници за дизајнирање. Од 14 до 25 ноември ќе се одржува 10-тиот Скопје Постер фестивал, изложба која ги представува најдобрите дела од меѓународниот конкурс за студентски плакат. Според организаторите, оваа година ќе има посебно јубилејно дизајнерско искуство. Ќе се одржат работилници за калиграфија и плакати, минимал дизајн, работилница за пишување критика за дизајн, изложба на плакати од минатогодишните победници, социјална изложба од жири членовите како и забава. Фестивалот соопшти дека се отворени повиците за учество на работилниците и на дизајн конференцијата наменета за дизајнери, креативци, индивидуалци и за сите уметници. Изложбата ќе биде во музеј на град Скопје, а работилниците во Хотел Парк.
Како што информира Управата за хидрометеоролошки работи, утре предпладне ќе преовладува променливо облачно време со слаб до умерен северен ветер. Попладне облачноста и брзината на ветерот ќе се намалуваат. Во недела и во понеделник ќе биде сончево со мала до умерена облачност и со услови за појава на утринска магла по одделни котлини. И за крај последната информација. МВР информира дека поради верскиот празник за Душница, утре и задутре во периодот од 6 до 16 часот ќе бидат превземени посебни мерки за безбедност и непречено одвивање на сообраќајот кај гробиштата во Бутел, Камник и Ѓорче Петров. Поради изведување градежни работи ќе биде затворен и дел од улица Александар Урдаревски во реонот на гробиштата Бутел. Почитувани гледачи, со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, останете и понатаму со програмата на МТМ. Довидување.